TikTok привлекува внимание уште од неговото воведување не само кај тинеџерите. Повеќе од една година популарната социјална апликација која е поседувана од кинеската технолошка компанија ByteDance е под лупа на администрацијата на Трамп поради загриженост за националната безбедност. Откако најпрвин се закани дека ќе ја забрани апликацијата во САД. Председателот Трамп ја омекна позицијата откако имаше телефонски разговор со главниот извршен директор на Microsoft кој преговара за купување на компанијата. TikTok има милиони корисници во САД и е многу популарен меѓу тинеџерите. Има возможува да споделуваат видеа кои тие ги снимаат, кои најчесто се хумористични. Како други социјални апликации, Facebook и WhatsApp собира податоци од корисниците. Како што големите технолошки компании дојдоа на удар за собирањето податоци во САД, така кај американските власти се вклучи алармот дека податоците собрани од TikTok може да стигнат до кинеската влада. Мислам дека загриженоста е поради долгорочните политички, економски и разузнавачки импликации од податоците собрани од младите луѓе во САД. Младите за 10 години од сега ќе станат средовечни. Дел од нив ќе завршат на раководни позиции или на позиции каде располагаат со важна интелектуална сопственост. Трамп го одреди 15 септември како крајен рок за продажба на TikTok на американска компанија. Во меѓувреме, Instagram, кој е во собственост на Facebook, во наредните неколку недели се подготвува да лансира своја апликација налик на TikTok. Сето ова значи дека за TikTok времето истекува.